Со силна заложба од парламент во дела за подобри општини Свети Николе и Лозово. Пратеник Бладица Ласовска. Знаеш што е подобро за тебе, за Македонија. Пратеник кој што доаѓа од општина Свети Николе поставив прашање до Министерството за транспорт и врски по однос на изградбата за патниот правец, односно локалниот пат Амзебегово-Црнилиште. Именно ова прашање произлезе од жителите на овие две села. Владата на Република Македонија обезбеди средства и се реализираше проектот реконструкција со целосно асфалтирање на патниот правец Амзебегово-Црнилиште во јули 2015 година. Знаеш што е подобро за тебе, за Македонија. Моето конкретно прашање до Министерството за здравство е дали се планира да се отвори аптека во село Ерџелија, Свети Николска. Ова аптека би ги обслужувала и останатите села кои гравитираат во близината на ова село, имено до селото Ерџелија е и селото Мустафино и селото Кадрифаково, и така би се собрале отприлика над 1700 жители кои што би ја користеле оваа аптека. Избрана е фармацевтска компанија која е задолжена до крајот на месец декември 2016 година да отвори аптека во село Ерџелија. Знаеш што е подобро за тебе, за Македонија. Конкретното прашање е дали владата, односно кризниот штаб за поплавените подрачја, има предвидено санација на срушениот мост во Свети Николе, во населба Ливади, кој се сруши за време на поплавите. Владата подготви програма која беше доставена до Европската Унија за обнова на оштетената инфраструктура од поплавите. Со средства од Европската Унија се отстрани стариот и се гради нов мост со речно корито во населбата Ливади во Свети Николе. Знаеш што е подобро за тебе, за Македонија. Моето конкретно прашање е дали во програмата за реконструкција на Министерството за образование и наука се планира реконструкција на основното училиште Даме Груев. Со средства од владата на Република Македонија се изврши реконструкција со поставување на нов кров, подови и громобран во општинското основно училиште Даме Груев во Ерџелија, реализирано во јули 2016 година. Знаеш што е подобро за тебе, за Македонија. Па моето конкретно пратеничко прашање е дали во програмата за реконструкција на Министерството за труд и социјална политика е ставено во програма да се санираат санитарните јазли во овој објект. А се работи за детската градинка Рахилка Гонева, клон во општина Лозово. Владата на Република Македонија обезбеди средства за санација на санитарните јазли во детската градинка во општина Лозово, реализација 2015 година. Знаеш што е подобро за тебе, за Македонија. Конкретното прашање е дали Министерството за култура може да предвиди финансиски средства за конзервација на веќе пронајдените артефакти во локалитетот Била Зора во Свети Николе и да обезбеди средства за продолжување на истражувањата во овој локалитет. Локалитетот Била Зора е влезен во капиталните приоритетни проекти на владата на Република Македонија и во изминативе години се издвоени значителни финансиски средства. Знаеш што е подобро за тебе, за Македонија. Дали владата има намера да одобри дел од земјиштето на агрокомбинатот Џумајлија да се додели и на местното население кое што гравитира кон оваа земја. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во 2016 година објави оглас за давање на закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со површини до 3 хектари на кои конкурираа жители на општина Лозово. Знаеш што е подобро за тебе, за Македонија. На барање на граѓаните на мојата општина, но и на барање на здравствените работници од Здравниот дом Свети Николе, поставив пратеничко прашање до Министерството за здравство
И прашањето е дали Министерството за здравство може да обезбеди ехотомографски апарат и дали може да обезбеди биохемиски анализатор. Во програмата на ВМРО ДПМН реално е предвидено набавка на апарат за ехографија со доплер на срце и крвни садови и биохемиски анализатор за здравствениот дом во Свети Николе во висина од 60.000 евра. Знаеш што е подобро за тебе, за Македонија. Со силна заложба од парламент во дела за подобри општини Свети Николе и Лозово. Пратеник Благица Ласовска.